Едукатор, мотивацијски говорник, тренер за личен раст и развој, но пред се жена која што несумнено каде и да се појави, плени со својата позитивна енергија и убавина. Добитник на наградата Жена за трајни вредности за 2023 година, за годината која што изминува, и токму моја денешна гостинка и соговорничка, велам добри дојде за Нада Молеровиќ. Ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете, еве, не знам кој пат во емисијата, меѓутоа секогаш и секој нареден со поголема радост за вашето доаѓање овде во телевизија Сонце. Многу ви благодарам, Викторија. Значи, прекрасно е чувството да се разговара со вас, секогаш имаме за што да разговараме. Особено ви благодарам за најавата и навистина со задоволство доаѓам во вашата телевизија, во вашата емисија за да поразговараме. Еве ова доаѓање со уште еден повод, плюс повод, Жена со трајни вредности за 2023 година, несумнено наградата оваа година отишла навистина во вистинските раце. Што за вас значи Жена со трајни вредности, госпоѓа Наде? Вики, значи кога ја добив пораката дека треба да се јавам кај господинот Борис Евтимовски, мислам дека се викаше господинот, и кај Катерина Котларевска, кои што биле едни од организаторите на таквата манифестација, која што исклучително навистина има смисол и дава толку многу почит и респект на луѓе кои што според гласањето на јавноста се изгласани, нели, по одредени категории. И прво вака си реков, па кој мене ме предложил, па како ме предложи? Кога прочитав таму, видов дека навистина имало номинации, преку 799 номинации имало онлайн за секој кој мисел, кој би требал да биде носител на некоја од овие награди. И кога го слушнав, навистина бев изненадена. Особено и почестена што сепак ова е признание од јавноста. Ова ми е едно прво признание, иако долго време работам и во образование, нели, и сум водела институции, меѓутоа ова е навистина еден, да речем, мал печат, голем печат во моето срце, кој што зборува дека има луѓе кои што ги ценат сето она за што јас зборувам, се залагам, мислам и едуцирам. Рамо до рамо со многу други македонски жени, секоја успешна и убава на свој начин во избраните категории. Станали навистина денес македонската жена една на друга рамо, поддршка, убав збор и совет. Го надминавме ли она жена на жена е волк? Јас мислам дека има толку убави, силни жени, барем јас во кои што се дружаме. И вие сте една од тие млади дами која што секогаш ми е драго и навистина може си споделуваме многу работи заеднички кои што се надеваме дека прво ни е пријатно да ги споделиме, се чувствуваме убаво, а тоа ние нели сепак една цел денеска да ни биде убаво. Јас мислам дека има убави, паметни, успешни жени од кои што можеш прво и да учиш нешто, можеш да се воодушевуваш на тоа како ти изгледаат, како зборуваат, како творат, како допринесуваат во државата. Јас се радувам секако. Меѓутоа, пошто сме луѓе, не има различни, особено нели жените, секако дека има и некој кој што не толку многу можеби се радува на тоа што вие го правите и работите. Вие сте така постојана инспирација, мотивација за жените во вашето обкружување, за оние кои што ве следат. Од што се инспирирате ли вие од македонската жена, од другите жени во светот? Црпите ли инспирација од нив? Да, како не. Значи, јас секогаш кажувам дека од секоја жена, ајде, пошто нели сега ќе збориме за жените, мислам во овој дел од муабетот, која ми е мене инспирација? Знаете, мене ми се сите и многу сакам да слушам и да читам за жени кои што успеале да постигнат нешто во животот, за кои што немало пречка, ниту години, ниту образование, ниту обкружување, туку едноставно сакале да питат, да остават некаков белег на своето постоење. Например, многу ме инспирирала, да речам, и приказната на Опра Винфри. Значи, која што навистина е една жена, мислам, на планетарно ниво, која што секојдневно може да не инспирира. Какви луѓе треба да бидеме, какви жени треба да бидеме. Така да, секогаш ќе најдете некој во обкружувањето кој што ќе ве инспирира
И мислам дека ако ја немаме макар секојдневно било каква некаква инспирација и мотивација, тогаш не знам како би ни бил денот, деновите, месеците, годините. Така е. Да се бара. Жена на годината, жена во категоријата со трајни вредности за 2023 кои трајни вредности вие не престанувате да ги негувате без исклучок, Нада? Како добро прашање, навистина, она во сршта што се вели. Знаете како вела дека, мислам велат, не него тоа се знае, дека вредностите, вредносниот систем е нешто што секој од нас како личност треба да си го вгради. Ни го вградуваат прво родителите, потоа може би училиштето, би требало, нели, со најпозитивните вредности, потоа, нели, обкружувањето, заедницата и така натаму и така. Што значи тоа вредности? Знаете, тоа се вредности кои што, например, на што не учеле нашите родители. Вредности кои што е потоа јас како личност или вие како личност ке ни стекот на животот ке ги стекнувате, затоа што фактички тоа ќе ви биде една рамка и една движечка патека, како јас ги поседувам. Вредностите: љубов, разбирање, почитување, толеранција, континуирано учење, храброст, надеж, верба во доброто, верба во убавото. Ме разбирате дека секогаш во секоја ситуација, каква и да биде, ако биде малку непријатна, секогаш да се обидувате да барате нешто позитивно. И ако тие вредности системи, тоа како, нели, го вградите во својот ум, тогаш сум сигурна дека вие ќе ги следите тие вредности и ќе треба да живеете според нив. Значи, ние ќе бидеме автентични, само ако сме тоа што сме, и ако вредностите кои што ги имаме во себе не водат и сме тие што сме, а не да бидеме, знаете како, кога имам само интерес и корист од некого, било каква, тогаш ќе бидам јас само со него фин и добар. Потоа кога нема да бидам тука, тогаш воопшто не ми се битни луѓето. Значи тоа не е вредност, тоа е користолюбие, тоа е нешто кое што не те прави да бидеш автентичен. Не знам колку човек или можеш да бидеш среќен со тоа. Значи вредностите се всушност она што и јас постојано го промовирам, а тоа е разбирање и толеранција, и почитување, и љубов, и знаете, не правење на дискриминација по било каква основа. Ако живеете во тие рамки, тогаш вредностите ве представуваат вас. И ако јас тоа сум го зборувала, за тоа сум се залагала, така и сум предавала, и така сум прифатена во јавноста, дотолку повеќе навистина оваа награда, ова признание, исклучително ми значи. Кога ја договаравме емисијата, споменавте на Викторија на некои предавања сум. Мене ме интересира какви се тие предавања, што прави Нада Молеровиќ денес? Нада Молеровиќ денеска, нели, заминав во 2020 година, си заминав во пензија. Може да одам уште 2 години, ама јас реков не ќе си одам, малце ќе се посветам на јас многу ги сакам и децата и луѓето со кои што работам. Значи мојот пристап кон луѓето е со љубов, ги гледам со разбирање дека секој е различен, ги сваќам дека секој има свој карактер, секој можеби на друг начин ги доживува нештата, не им забележувам, не ги критикувам, не ги осудувам. Ме разбирате, сепак е тоа не е така лесно да ги прифатите нештата, со текот на животот би требало така да ги гледаме нештата, да не ги критикуваме, значи да не донесуваме судови според тоа како некој изгледа, како некој што има и така натаму, туку да се обидеме, да ја согледаме и да ја сватиме дека секој човек во себе носи навистина вредност и е посебна суштина која што бара. Секој човек бара и љубов, и внимание, и разбирање, и почит. Значи секој, кога ќе ви го спомне името, кога ви каже како ви работи, вашето чувство е убаво. Замислете тоа, секој го бара. И јас сум толку емпатична, една од најголемите можеби вредности кои што мене ме красат, влегувам во сечии чевли и ги разбирам и децата и така натаму. И сега кога заминав во пензија, целата таа моја љубов за едукација, за поголема свесност и на децата, и на родителите, и на сите нас како луѓе, да бидеме свесни за краткотрајноста на овој живот во кој што ние денеска имаме привилегија да го живееме и дека се може денес да го имаме, утре да го немаме, нас да не нема и да не има и така натаму, и да го вреднувам животот како најголема вредност, да го ценам дека животот. И се што правам? И добивам покани од луѓе кои што го следеле мојата работа
и ме покануваат да држам предавања. Па сега вчера имав едно предавање за родители и за деца тинејџери. Имавме прекрасни гости. Гора Светковски беше, Ана Бунтевска, Сузана Турунџиева, во Хајделберг институтот, бизнес академија, тоа бизнес скул. Хајделберг, тоа е германска образовна институција, каде што и таму сум повеќе ангажирана. И сега се обидуваме, правиме некакви програми за растење и развивање на лидерски, на потенцијални добри вештини кај младите, што сакаме, нели, да се обидиме да го поттикнеме нивниот раст и развој, да се фокусираат на некои добри работи и да си поставуваат цели што сакаат да постигнат, за да не се занимаваат и да не им го одзима многу непотребното време технологијата, зборувам за нели губење на време, туку точно да умеат да се пронајдат во што се добри, што би сакале, што им прави среќа и тука ќе ги едуцираме, тоа здраве ќе биде неидека кога ќе се вратам после тоа, нели, од Америка. Сега во оној дел на мотивацијски говорник и тренер за личен раст и развој, колку е и како е заинтересирана македонската публика за такви предавања, за мотивацијски предавања? Одлично актуелни ли се тие кај нас? Знаете како? Мислам дека тоа и отворено го кажам цело време, знаете, мислам дека ние како народ, како нација, не знам колку е тоа пошироко, можеби е некој проблем, ма јас свако далеко што можам да го видам. Знаете, мислам дека имаме отпор кон учењето. Мислам дека си носиме мисла постојано дека ние све сме научиле, односно дека процесот на учење е само додека одиш во училиште или додека си на факултет и после не ти треба учење. Значи, оној целоживотен процес дека цел живот треба да учиш. Во кој смисол? Не да учиш лекции по историја, географија, ако те интересира, да, ќе го учиш и тоа. Него мене од секогаш ме привлекувало, чекај да видам што ги интересира, ако сум била наставник или го сум била директор, сум сакала да видам како тоа најдобрите го правеле. Што се најдобри програми, што се најдобри карактеристики на некој, нели, дали наставник, дали директор, дали родител. Значи, мене постојано ме интересирале таквите. Јас сум ги следела тие обуки, имате денеска милион платформи, нели, искуството е една работа, меѓутоа мислам дека иако вчера имавме бесплатно предавање. Малку беше незгодно времето, нас имавме многу заинтересирани, ама не може да дојдат затоа што беше работно време. Меѓутоа мислам дека ни треба малку повеќе свесност, без предрасуда, без она лично его, и како да не се она мене ќе ми раскажува, нели, обично е тој заклучок, и како да не се они мене ќе ми кажа, што па јас све си знам, па што е, они се мене ќе ми, знаете, и тоа подценување и тој негледање дека се секој човек и секдека каде што ќе појдеш, сигурно ќе научиш нешто што нели не знаеш. Ја така викам, со средбата со вас, со средбата со било кој, во текот на денот ќе научам некои работи што јас не ги знам. Така се стекнува и искуството. А сега ако направиме една паралела, колку луѓе одат на турбо фолк концерти, каде што тоа е масовно, нели, посетено и се даваат големи пари, можеби тоа е навистина добра работа како забава, да се има, да, апсолутно, јас сакам да одам, меѓутоа ако ми се дава можност да посетам, да научам нешто, да слушнам нешто што може ќе да ми помогне, и не на мене, него и чисто да, нели, да се дружиме, мислам дека не сме доволно заинтересирани. Можеби се уште ни доаѓа времето, да се надеваме дека ќе имаме повеќе време. Меѓутоа, сакам и нешто друго да кажам, Викторија. Знаете што е всушност и зошто можеби е тоа така кај нас? За да се реализираш како човек, нели, за да дојдеш на она последната, има една да ја кажам, хиерархија на задоволување на своите потреби. И како тоа оди, дека најбазично човекот мора да има дом, треба да има заработка, нели, да може да обстои, да може да се прехрани, да може да има работа, да има стан, и сето тоа така оди, да најде професија, па да, нели, своите семени врски, па бракот, па и на крајот доаѓа кога сето тоа ќе биде задоволено како нормална и природна потреба на секој човек, тогаш тој оди на повисокото ниво, а тоа е нивото на самоспознавање и откривање кој сум јас, што сакам јас, што ме прави се. Тогаш доаѓаат тие прашања. Сега, бидејќи ние навистина живееме во едно општество каде што луѓето елементарните човекови потреби не можат да се ги задоволат. Ние ако ја бараме причината зошто сме такви какви што сме, па токму и тука лежи проблемот. Генерално, замислете кога сите луѓе би си имале доволно финансиски средства, кога сите биолошки, сите материјални, да речам, нели, ги услови им бидат задоволени, тие нормално дека ќе трагаат по
и по себе. Сега не го имаат тоа затоа што се потиснати со немаштијата, потиснати се со сите оние негативности, со се што се случува, а од друга страна па на технологијата гледаме како се тоа таму негде некој многу раскошно убаво све живее, како све има, така? Така. Тука ми се наметна едно интервју со една наша позната дизајнерка, и веќе ја споменам, Ивана Кнес, во интервју за мојата емисија, и самата таа на истото ми посочи. Јас моето прашање беше колку таа е актуелна кај нас и колку и се порачуваат фустани. Таа ми одговори: Викторија, една жена денес не може да ги задоволи основните семени потреби, а не да се дозволи фустан од 50 евра, а таа зема плата не знам од 200 или 300 евра. Пак се враќаме назад, се почнува нели од општеството, се почнува од стандардот, од можностите, од државата и секако и од самите нас. Јас велам, па има работа секогаш, колку што можеме. Јас мислам дека денеска, посебно на вашите генерации кои што се родени со технологијата, значи можностите и на вештачката интелигенција, вие отворете ги фриленсерите што работат, млади дечки кои што се милионери, ама тоа е, знаете како, сепак бара, копа како да дојдам да најдам екзистенција или како да си ги задоволам, како ја да успеам, што јас да направам. Значи во главите има таков поглед на светот, дека тие знаат дека светот им нуди можности и дека тој има можност да го направи, да оствари некаков приход и да се докаже. Така, денес не можеме да се пожалиме дека немаме можности. Мене ми е многу ми е драго што се согласиме со тоа. Така. Значи можности има секојаш. Знаете што јас мислам? Државата тоа сме нели ние луѓето. Точно е дека нас ни зависи животот од луѓето кои што ја водат, односно кои што треба на сопствениот народ да му обезбедат да не биде малтретиран и да се почувствува дека е почитуван. За жал ние не се чувствуваме почитувани во сопствената држава, без разлика кој што работи. Колку и да сте успешен во било кое поле, ако не сте со политиката, вие нема да можете да успеете, така? Значи тоа е првиот чекор на кој што наидувате, кој што ве сопнува, и потоа зависи од човекот колку тој ќе почне да чекаме се, па ја не можам све од политиката, дај да видам сега ја што можам да правам, дај да видам сега што можам ја нешто да си помогнам, што треба јас да научам, да се праша што вештини јас треба да имам за да успеам во светот. Затоа не може некој што не завршил образование, не знам било какво, да бара и да очекува државата да му даде нешто за кое што тој можеби не може да одговори. Што сакам да кажам? Дека ова е време на можности, време каде што се ценат не знаење и репродукција на знаење, туку се ценат вредност, односно вештини. Што значи да? Умеам ли да организирам нешто? Знам ли јазик? Можам ли, комуницирам ли ова? Можам ли ова да го направам? Значи, работам ли во тим? Сакам ли ова? Значи, сите се тоа вештини кои што треба да бидат искористени. А тие се учат. Треба учење. Така. Несомнено, кога разговарам со вас, ми се наметнува прашањето за образованието, можеби тоа тргнува и од самата ваша професија, вие сте нели професор по историја во пензија. Што се случува со образованието денес во Македонија, колку реформите вродуваат со плод и одиме ли кон подобро или можеби тапкаме во место се уште? Па јас не би рекла дека ние тапкаме во место, него ние се враќаме назад. Се уназадуваме? Да, се уназадуваме. Знаете зошто? Токму јутро бев гостинка на еден подкаст и токму тоа беше темата. Јас образованието го доживам како една моја страст, знаете, предавањето, значи учењето во средина училница, деца, каде што сум јас тамо не сум само наставник, јас сум за нив еден човек, знаете, еден модел на однесување. Дали уште кога влегувам на врата, фрлам, зборувам, вака карам, викам, критикувам и така натаму, или се обидувам да ги спочитувам како луѓе. Значи тоа ми било од секојаш и мојата релација секојаш била на тоа ниво, со почит, со респект, да сослушам што сака да каже, да го чујам и другиот. Значи, мислам дека ние прво кој е генералниот проблем? Генералниот проблем ни е што нашите системи, нашите институции кои што се одговорени да креираат политики, прво на тие места секогаш се наоѓаат луѓе кои што никогаш немаат врска со образование и никогаш не го поминале патот низ коридорите на училиштата, на училницата, со дневникот, со родителите. И знаете, не ги знаат суштинските проблеми, само наследуваат нешто за кое што некој им раскажал. Првиот проблем не е тој.
Значи, непознавање на оние кои што треба да носат политики. Второ, никош не преиспитуваме тоа што го правиме, не прашуваме долу о базата, а тоа базата се наставниците и учениците, како тие во целиот тој процес се чувствуваат, што е тоа што за нив е несватливо, што им е тешко, што не разбираат, не ги прашуваме. Никогаш не прашуваме. Затоа што мислиме ние ако зацртаме политиката, треба само да се следи, кој ги слуша децата, децата најмалку се слушаат, за кој што јас постојано апелирам дека ние мора да ги слушаме денес на децата што се. И онаа трета работа е страста кон предавањето, страста да се биде наставник, одговорноста, не сме свесни, јас цело време зборувам за свесност, треба да биде свесни како луѓе кои сме, свесни како професионалци што работиме, дали го работиме како што треба, дали таа наша работа остава некому добар печаток или му оставаме некакви последици. Ако наставниците се свесни дека денеска, нели, или во текот на неделата, замислете, еве во 5 оделенија да предава, по 30 деца, нека си помалку, тоа ви се, еве да речеме 100 деца. Еден наставник, кој што самиот прво има отпор кон работата, кој самиот има прво недоволно познавање, кој самиот во рацете ги нема алатките како да му го пренесе знаењето, зашто државата не му помогнала да го дополнително да му даде крила, да му помага, да му биде поддршка. И сега тој влегува тамо, знаете, и ниту за себе, ниту за децата, ниту е свесен колку неговата човечка појава, како карактер, како комуникација, остава белег на тие деца. Па имате наставници кои што, нели, едноставно доаѓаат си завршуваат и си не им е битно, научил, не научил, а уште пострашно што е денес, постојано се пишува, препишува, затоа што се немаат, нели, учебници. Затоа што учебниците им се како средства кои што треба да бидат добри, меѓутоа, знаете, ако јас немам учебник, а имам програма која што е катастрофална, јас нема да го слушам министерот кој што не знае што се случува доле, него јас како искусен наставник, ама тоа само за искусните зборувам. Тој ќе рече, чекај сега, ја го имам ова, дај ја да видам моите деца, што нив им треба од ова? Дали го разбираат ова што го, дали можат да дојдат до информации, каде да им кажам да дојдат до информации? Знаете, ако им давате такви инструкции, може нешто да се оправи. Се додека имаме несвесност, се додека не го прашуваме ученикот, дали ти ова денеска што јас тебе ти го предадов, го научи, што од тебе не ти е јасно? Дали ме разбираш кога зборувам? И ние имаме сега резултатот ПИСА, 4-та година, нели, пошто ова 4-ти пат се прави, во 2000-та година сме правеле така, и нашите што викат 2000-2005-та, така ли беше да не сум утка некако, но мислам дека од 2000, 2005-та, 18-та, 21-та. Так. Значи, ако не сме се навратиле предходно, таму каде што сме го правиле истражувањето, каде што биле прашањата, каде што биле одговорите, да се вратиме пак во училницата, па да разговараме со тие наставници, зошто овие деца кога читаат не разбираат? Да ги прашаме децата, зошто вие не разбирате ова што го читате? Па да ги слушнеме тие што ги кажат. И знаете, ако тоа го слушнеме, разговараме, откриеме, ние ќе прашаме, ако не знаеме, ќе прашаме како во Словенија или во Хрватска што се подобри од нас, па можеме и на светско ниво да ги прашаме, еве, нели, Јапан, Сингапур, после кој беа Кина, сите се тие едни од најдобрите имаат најдобро образование, така? Па ќе ги прашаме подобрите од нас. Доаѓам на почетокот. Се што некој прави подобро од нас, ние треба да го учиме, а не да викаме како да не ќе ги прашуваме. Или можеби не знаеме дека треба да прашаме. Се додека така правиме, еве од минатата година, каков ни е заклучокот, дека децата не разбираат тоа што го читаат, не знаат во елементарна секојдневна ситуација како да изреагираат, не можат да донесат одлука, Викторија, не можат критички да знаете што значи критички да размисли? Да му даде наставникот едно четиво, да му даде друг текст, трет текст, да му вика ај сега разгледај ги овие, кажи ми разликата. Ај ти како би го завршил ова? Ако почне приказката така, ти што мислиш, можеш да ја смениш? Таков тип на прашања поттикнува размислување. Кај нас не се бара размислување, сега поготово има препишување. И сега верувам, кога имаме наредно ПИСА тестирање, ќе видите дека ќе дојдеме уште полоши резултати, затоа што ниту имаме нови методи за работа, ниту имаме алатки за наставниците, ниту наставниците не се едуцирани и добиваме една осакатена генерација која што нема да уме да се снајде во овој свет на технологија, каде што имате изобилие од знаења и од разни можности да научите. Одржувате ли едукативни предавања и каде се можат, оние кои што сакаат да ве следат и да ве слушаат, каде се можат да го прават тоа? Значи, сега
имав овие предавања беа имам и во училиште предавања кои ќе ме поканат за наставниците. Немам некои планирани, меѓутоа како што ме покануваат, сум идела и во Кичево, и во Куманово, имав сега пред недела дена. Активни, така. И имав такво предавање, така да јас доаѓам секаде каде што ќе ме повикаат да споделам од искуството, од знаењето, кое што навистина не сум го научила само од книга, туку сум го применувала во реалниот живот и на наставниците на децата. Надеве на прак сме на новата 2024 година. Што ја одбележа годината која што изминува за вас? Имав прекрасна година. Беше ли ова убава година? Прекрасна година, уште еден доказ на сите мои врсници, луѓе кои што можеби мислат да одат во пензија, да им кажам дека овие се прекрасни години. Нема лимит во умот наш човечки, ние можеме се да правиме ако сакаме, ништо не спречува, освен фала Богу да сме здрави, живи, тоа е најважната работа. Меѓутоа јас мислам и кога ќе се фокусираме на дадена работа, пошто мене ми е едукацијата, нели, пишувањето ми е хоби, ми е така уживам во сите тие нешта и секој ден сум мотивирана да направам нешто повеќе. Оваа година, освен што пропатував, освен што поминав прекрасни месеци по Америка, кога се дојдов овде имав толку убави средби и бев среќна што и бевте и вие еден дел од една наша убава дружба. Па со толку многу убави луѓе. Значи јас викам фала ти и на универзум што сите луѓе што јас ги сакам според моите вредности би доаѓаат токму такви луѓе. Знаете, вие не можете да привлечете нешто што не сте вие. Секогаш затоа бидете најдобрата, што викаат, не клише. Биди најдобра што можеш, имај добра мисла, имај добра перспектива, постојано работи на себе. Труди се секој ден да биде поразличен, направи нешто ново, па ако треба нели или учи јазик или нешто црта, или има 3 милиони работи за човек да си најде нели и задоволство во сето тоа, затоа што сепак тоа носи задоволство. Јас го правам тоа за задоволство. Значи не го правам за да ради некакви материјални приходи, правам повеќе фри, што викаме, нели? Меѓутоа, знаете како, тоа носи една таква убава радост на душата, што сега јас кога ќе одам во Америка, пак ќе се одморам малку и го правам планот да сме здрави и живи во 2024 што да правиме. Така да, на мојот Facebook профил јас секогаш објавувам, се надевам со Хайделберг институтот кога ќе се вратам од Америка, ќе почнеме со нели реализација на програмата за Академија на деца лидери и тогаш мислам дека би правиле поголема промоција и би ги запознале родителите дека имаат можност нивните деца да учат повеќе за себе. Срекна ли е Нада Молеровиќ со се оно кое што го прави денес? Пресрекна. Значи не можам да кажам. Пресрекна, фала му на Бога. Навистина, фала му на Бога, секој ден сум благодарна што ми дава и да имам и добро здравје и да можам да правам тоа што го сакам, да имам слобода со своето време, имам слобода со кого сакам да излезам, каде сакам да отидам, да се забавувам, да се дружам. Значи што повеќе избегнувам, значи не слушам вести, не слушам некои негативни работи. Во мојата глава, во моите мисли се секогаш позитивните зборови, не викам, немам, не сакам, мразам, него секогаш се обидувам тоа да го свртам на добра и позитивна перспектива и така и се случува. Така да, многу сум среќна. Така, ова е последното издание од своја страна за 2023-та, да не случајно ви избрав вас, токму да ја заокружиме годината, да внесеме една позитивна енергија, чиста и убава мисла за годината која што ни доаѓа, па еве ајде при самиот крај кои ќе бидат пораките и желбите кои што ќе ги упатиме токму и до нашите гледачи, кон сите оние кои што ја следат оваа емисија за новата година, за празниците, за убавите празници кои ни доаѓаат. Да. Јас вака навистина од срце посакувам. Секогаш викам, многу сакам да имам среќни луѓе, да имаме среќни, здрави луѓе околу нас, затоа што колку повеќе имате убаво обкружување, ќе бидете и вие такви. Зошто па да не бидете некој кој што некому тоа ќе му го направи? Значи, некој што макар една насмевка ќе му подарите и додека се симнувате по скали, додека одите во продавница, бидете љубезни, сакајте се, не е она клишето, знаете, што викаат, сакај се себе си, некој не ни разбира. Да, јас треба да се сакам себе си со своите негативни страни и да работам
цел живот да тоа што мене ми е слаба страна, да ја поправам. А тука имаме многу работи, само треба да се седзинем. Значи јас што сакам да им порачам на нашите гледачи. Еве сега, пред да заврши годината, да направат една во себе една длабока, што викаме ние рефлексија, значи да се преиспрашат, добро, дали јас оваа година бев среќна? Што е тоа што не ме правеше среќна? Имам ли јас улога во тоа? Можам ли ја тоа нешто да го променам? Дали јас од мене зависи тоа да можам јас да ги променам нештата или јас ќе бидам таа што ќе се прилагодувам кон средината, секогаш барајќи го доброто, секогаш барајќи го убавото, секогаш барајќи го корисното и времето да не се губи со луѓе кои што само ќе ви го губат времето, кои што само ќе ви ја земат енергијата, туку некој од кој што ќе можете и да научите, да се дружите, да се радувате и тоа е тоа. Така, тоа се прекрасни желби токму и пред нашите гледачи. Меѓутоа со нашите пријатели од Ар Сламина, еве при крајот на ова интервју да не заборавам, имаме една акција за продлабочување на читачки навики и поттикнување на читање на македонски автори. Супер. Така, за вас ја убрав Брезите што шумеа крај Темза од Катерина Серафимовска. Се надевам дека со вашето утринско кафенце ќе имате време за да си прочитате еве дел од наша македонска авторка, од творештвото на наша авторка. Наде, многу ви благодарам што ја прифативте мојата покана, што споделивме еден таков убав инспиративен муабет, што начнавме повеќе теми со вас, секогаш муабетот е задоволство. Ќе ви посакам уште многу успех, да продолжите со таа енергија, со таа позитива, со многу активности во годината која што следува, пред се многу здравие, многу среќа и се надевам на наши идни средби, идни дружби кои што несомнено верувам дека ќе се случат. Како би рекле старите, амин Боже. Јас ви благодарам од срце, благодарам на Ар Сламина, на Катерина Серафимовска, секако ќе ја прочитам, мислам дека нешто слушнав. Многу сум ви благодарна што вие и вашата телевизија на вистина секогаш ми посветува и ми одредува време кога можам да кажам, да споделам нешто што длабоко го носам во себе, за кое што се залагам и како што живеам. Секогаш не е чест. Благодарам. Така и почитувани гледачи, овде и вам ќе ви се заблагодарам за вниманието, за целото внимание за оваа година која што одминува. Ова е последното издание од своја страна за 2023 година. Ова издание го заокружуваме со нашата Наде Молеровиќ, професор, едукатор, мотивацијски говорник, тренер за личен раст и развој. За новата година јас ќе се надоврзам на честитките од Наде, ќе ви посакам пред се и над се многу здравие, да бидеме сите здрави, живи, весели, среќни, покрај нашите најблиски, да си ја дочекаме новата година и празниците и сите оние убави денови кои што ни доаѓаат. Се гледаме во 2024.